Значи, здраво. Знам, нема видеа, нема ум, нема ништо. Јас сум крив, нормално, никој друг не може да биде крив пак. Правев премештај, излезе некоја гужва, who knows дека дизајнери у октомври, ноември, декември имаат гужва, сам моронштина. И нема врска, спремав, значи различен сетап е, различен сетинг е сега малце, сет е поразлично од тоа што беше претходно и тоа што беше лани, така да сега е некако наместено, уште некои ситници фала што треба да ги доземам и од прилика сум готов со спремање, така и брк за новембар, кој што треба, нели? Сите поддржете го машкото здравје и вие што сте машки што гледате, идете проверете се ако имате над 30 години да не биде после касно. Сега, многу интересна тема денеска се начна и баш за таа тема ми се збори. Она многу често е, иако ова што го гледаш тука негде, тука, вака, најката потенцираше дека било сарказам и дека не знам што и да, окей, од незе нека биде сарказам, мислам, нормално, малце, ако имаш бар две мозочни кели у глава, ќе сватиш дека ти требаат графички дизајнери, а AI не може да ги замени графичките дизајнери по ниту една смисла, значи. И сега ќе разговараме на таа тема баш зошто тој AI, кој што нели сега сите го користат, тоа е посебно за клиенти, значи ако некој е клиент и ако некој гледа и слушај прво, значи не само гледај, него слушај. Прво нешто што ќе направиме е, значи првата причина ради која што AI никогаш нема да замени графички дизајнер, нели може да помогне, а нема да замени, затоа што прво AI никогаш нема да те свати тебе како клиент кој ќе му кажеш слушај, ми се свиѓа дизајнот, ама не сум 100% сигурна дека тоа е тоа, ај направи уште неколку варијации. Знаеш што ќе ти направи GPT? Еве ти, види? Ако не му дадеш точно што сакаш да видиш, он никогаш нема тоа точно да го извади. Така, тоа е првата причина. Значи, дизајнер може да ги трпи твоите срања и дизајнерот е платен за да ги трпи твоите срања. GPT не те ги трпи срањата, него само вергла и секоја корекција која што му ја даваш на GPT прави малце да изгледа поглупо. Значи, GPT буквално се нервира како junior дизајнер кој ќе му кажеш hey, make the logo bigger и он вика ла, што ми направи ово и сега make the logo bigger. Бич, направи го логото поголемо, клиентот го бара. Толку едноставно. Нема врска. Друго, ако му речеш на GPT, например, не го правиш денеса, добро. Ете и тоа може да се случи, значи со GPT едноставно денес да не му се работи и толку е на братот, џабе молење, џабе колење, не му се работеше денеска, ама и тоа не е крај на свет, знаеш. Ете ја во моментов користам бесплатна верзија, ради причини финансиски. А ако сакаш да ги смениме, лайк, шер, subscribe, Patreon, тука, донирај кешаци, вака. Make it rain, motherfucker. За да му платам на GPT за да ни прави логоа за без пари тука. Мислам нема врска. Концептот како, концептот, пак ќе кажам, за клиенти кои што доаѓаат, за луѓе кои што мислат дека се што лета се јаде, не е баш толку едноставно тоа дека се што лета се јаде и дека секој лого GPT што ќе ти го направи ќе го употребиш. Еве сега прост пример, лого GV монограм. Значи, еве ти. И у Images да отидам на Google, ќе ми најде Images од Google мал милион лого. Значи мал милион лого, еве ја што му викам GV, Гоце Велески, не знам што. И еве има колку ти душа сака. Сега, GPT, ако ќе му кажам направи монограм GV, он го бара интернет, значи бара на Google, бара на Pinterest, бара на Shutterstock, бара на Behance, бара сегде кај што барам јас, ти, сите што бараме, само го бара тоа дел од секунда. И од таму ќе земе, ќе украде ова, ќе украде она, ќе направи нешто, ќе склопи и ќе каже, оп, еве ти го логото, еве да речеме некое ружно, као мајка му него сака толку ружно, да бе кај беше имаше едно го видов, ми фати око. А не, ова е више некој го има правено,
Мада нема врска, сите се. Еве ти Shutterstock. Shutterstock, десен клик, copy image, paste. Еве го логото. Ова истово ќе го добиеш од GPT. Обични пиксели, пред се неупотребливи пиксели. Ако не му назначиш да ти го направи логото со транспарентна позадина, нема да ти го направи со транспарентна позадина. Затоа што е GPT. Знаеш, ако му нагласиш со транспарентна позадина, ќе ти даде PNG со транспарентна позадина. Ајде да не биде, овој дел, еве, не го гледам, ова не постои, еве ни го логото, ова ми го има направено, мене GPT. Следно што треба да направим? Што треба да направам? Еве, јас сум клиентот. Ја отварам, не знам, цвеќара се вика Гоце Велески, тоа е Flowers by GV. И сега Flowers викам, ја ќе го додадам. И викам, окей, Flowers, додавам. Ова претежно тие не дизајнерите викаат ова у Canva ќе го направам. Сега Canva ја не сум отворил никад у животот и викам чекај ќе најдеме сега некој фондче со Д. Значи он вика ФНД. А тоа е ФНТ. И не може брат ми ти да си роден после 80-та година и да викаш фонд. Сам срамота е, цел живот го имаш споменато пред компјутер. Фонд. И сега барам ја фонд, барам фонд. И пак барам фонд. Оп, еве нешто излезе нешто. Опа. Екам, ама не ми одговара со стилот сега. Ја имам некој стил. Знаеш, сега ја тука имам, знаеш, изоштрено око направив едно лого со GPT. И тоа е супер. Не знам зошто ги носам слушалкиве, нит се слушам и слушам некој ехо во нив, така да ќе ги извадам. Да не биде сега снимаш па нема конзистентност. Нема слушалки на уши, значи конзистентноста тера. Flowers by GV. И сега идеме Flowers by GV. Не ми се свиѓа Jinglers фонтов. Овој ми е така, ама нешто, треба да најдеме нешто разиграно. Знаеш, сега барам ја некој разигран фонт. Не знам више што да барам у пичку матер. Што користат бе највише не дизајнери кога нешто дизајнираат? Minion Pro? А да бе, Minion Pro бе. Minion бе, брат ми. Сега ја имам Minion Variable, не е Minion Pro, ама тоа е фонтот. Variable Concept, ова дури добро. Ово изгледа културно бе да ти имам, не сум го. Дамна не сум го видел. Чекај бе, Minion убав, испадна убав фонд дека е бе да ти. Дамна го немам користено Minion, види ти. Ајде само е буквата, чекај да видам, чекај сине. Види ти, човек учи доека е жив, еј. Браво, па добар е бе, види. Реално. За разлика од некој, па да, истиот е, да, овој добро концепт, малце е исти курац, нема врска. Кам, добро, фонтов треба да биде, не знам, златна боја. И еве, одоздола да пишува Гоце Велески. Не треба Гоце, нека биде вака. Разликата како не дизајнер, кога ќе направиш лого во GPT и ќе го извадиш истото и ќе го ставиш во Илустратор, во Canva, не дај Боже во Photoshop, немој тоа. Одма ќе приметиш разликата дури и како непрофесионалец, како аматер. Гледај пикселиве тука, а гледа колку изгледа криспиона, чисто, мир, види, еве ти зум. Друга ствар, ова лого има димензии, еве ти вака, мада ова е у пиксели, еве не е ни битно у пиксели, вика 348 на 400 пиксели. Та дури ќе го пресметам точно да видиме колку ќе биде тоа за печатање, ама те уверувам дека е многу мало. Оваа димензија, значи треба да се исече тука. Ете така. Да видиме пиксели 72 dpi, значи 72 dpi е за на монитор да се гледа. Телевизор, монитор, iPad, телефон, што и да е. За да се штампа, најмалце што треба да е 250. Опа, не ресемпл, чекај, назад, сине, назад. Инчи, не, милиметри. Значи, 266 340, таа му е димензијата на објектов, на логоло, што го имаме у пиксели. Вика 93 мм на 120 мм у 72 dpi. Пак ќе повторам, ова е за на екран. Дека имаме 2 сантима, 22 мм на 3 сантиметри. Значи 22 мм на 28 мм. Има ли метроусовава? Неа метроусовава. Ако сакаш да знаеш колку се 22 мм, праша го дечко ти. Извини, лоша фора. Тоа ти од прилика, баки, лицко. Кој што го гледаш на екран сега, ето кицко е логото. 300 dpi логото ќе го снимам
И сега ќе отвориме во Illustrator файл за печатење, значи print файл. Еве ќе земеме една А4, наместо points ќе ставиме милиметри, зашто не сме ние американци кои што прават по Matrix и по Freedom Numbers, така да ние си мериме у милиметри и еве А4. Ајде да не биде сега landscape А4 да не те буни, ќе ставиме вака. Коза у принтер. Сега, на 100% изгледа вака, што за малце послепи луѓе нема да им смета ич. Еве, ако сакаш да биде по-детално, како ќе му дојде ширина 85, висина 55, една визит карта. Еве, визит картата е тука и логото иде од згора врз визит картата. Да речеме дека изгледа окей, вака на монитор. Сега зашо е зумирано 200%, овие пиксели што се тука што се гледа, значи ова што исчезнува, овие сите гованца, тоа све ќе се гледа. Плюс, ако сакам визитката да ми биде у друга боја, шах, ете. Одма имаш бело, значи немаш транспарентно лого. Што е решението? Некој, публика, решението е да му се јавиш на дизајнер, да ти го среди логото, да ти го спреми за печат. Така? И тој дизајнер, овој што седи пред тебе што ти објаснува, ќе го земе и ќе ти преврти со очи едно 15 милиарди пати. И прво нешто што ќе проба, зашто е малце мрзлив, ќе проба со Image Trace. И Image Trace ќе му дае курац на бицикло. Еве, сакам да биде black and white лого, ама сакам да се гледа све. Ако се подесува, ако се прави, ако се пусти, може би ќе излезе нешто добро. Fun fact, Image Trace во Illustrator работи окей, ама за тоа Image Trace во Corel, што за жал немам у момента зашто одамна немам користено, работи светлосни години подобро него било кој Image Trace што го имам сретнато. И тоа зборам и постари верзии на Corel Draw, работи многу подобро него овој сега што е во Illustrator во последниот. И ова сега кога ќе направам expand, ја имам вектор. Са разликата е евидентна, кога ќе ги ставиме еве едно врз друго. Ако го зголемам, од прилика тие димензии, нели сега да не го гаѓаме, гледаш какво е цело криво, еве. Гледаш дека има криво, дека не е баш кој што треба, еве и outline ќе го направам. Гледаш какво е као да го јадело глувче. Дизајнер со малце мозок, кој што нели сега те почитува тебе како клиент што си бил, иако сакаш да му кажеш дека си боле од него и дека многу го плаќаш, ќе му се искурчиш вака и после тоа он само ќе ти покаже who's the daddy in the house. Сега батко ти ќе го нацрта. Ајде дурцртам, ќе зборам да не биде со музика од лифт. Ја не викам дека AI како алатка е лоша, напротив е доста добра алатка која што треба да се гледа и да се користи само како алат. Алатот нема да го замени човекот кој што го користи алатот добро, на добар начин, нели? Без алата нема заната. Таа е старата српска, нели? Која што вика, како беше оноа тој на Тито кога му зборел како да ископаат поише, па дај ни поголеми лопати. И после на парата го има тамо, не знам, некој си милион, некоја милиарда тамо југословенска. Значи еве, ќе го исцртам ова за клиентот, само да му покажам дека не е управо и дека е глуп. Не глуп сега да му кажам у фаца дека е глуп, него старата дизајнерска поговорка е да му кажам, него вади газот кај што се мерат курови. До кај бев со моветот? Ај е добра алатка, која што не треба да се занемари. Напротив, треба сме благодарни на сите што ги направија, што го почнаа трендов и нели кои што активно работат на подобрување и подобрување. Тоа не значи дека ако нештото постои, дека ти знаеш да го користиш. Ти текнува како што е AI алатка, како што е GPT алатка, како што е Gemini алатка, како што е Grok, Perplexity, кој да ги кажеме, значи сите тие се алатки. Знаеш што друга е алатка? Ова сега што цртав, овој Pentulов е алатка. Ако не знаеш да користиш Pentul, нема да го користиш, така? Ама луѓето мислат дека нели, тука само ќе му напишам и тоа е тоа, завршивме работа. Еве ти before and after. Чекај да смениме боја, да ги ставиме на исто. Вака. И чекај да ги направиме са сите исти димензии, го се да тие зајабаш. Еве ги вака. Имаш директно од GPT, тоа е ова, тука, слика, кој што зборевме, нели, во мала резолуција, не можеш ништо да направиш со истата и тоа е тоа.
AI алатки како GPT, како Midjourney, тие што се за image generation, што ги знаеме, што се нели општо познати, тие мислам дека не може да вадат директно векторски фајлови, да ти генерираат векторски фајлови, ама еве Illustrator има AI во него ако купиш лиценциран, Canva слушнав, видов дека има AI, не знам тоа исто треба да се плати да се лиценцира. Figma има, значи постои можно да се изгенерира вектор, ама не е баш тоа што го зборев и преска. Не можеш ти да му кажеш само направи вака, направи, мора да биде све детално напишано, направено, обмислено е тем премногу, значи да знаеш алатката, да знаеш проблематиката која што стои позади тоа лого, позади тој вектор, како ќе се користи, зашто ќе се користи, кај ќе се користи и ред други работи, пред да ти извади на тебе квалитетен и употреблив вектор. Што е многу битно, тоа употреблив вектор значи буквално се. Живот или смрт, дали сакаш кесата за цвеќарата да ти изгледа вака со крзави изедени линии или сакаш да изгледа вака право направено. Дури еве гледаш тука и мала грешка има. Чи copy paste, ова треба да биде сенка, па земи го заврти го вака. Еве на пример до тука. Ева вака. Или нека дојде директно тука, ете го така, па сега сенката кој ќе ставиш овдека, ова бриши го. Овие ствари во ум ќе бидат објаснувани, мислам со тек на време, сега ги цртам брзо. Зашо нели имаме видео и треба да одржиме внимание. Ете зошто. Ова е првата причина. Тоест не првата, ова е втората причина зашто GPT нема зашто AI нема да ги замени скроз графичките дизајнери као графички дизајнери, зашто ти увек имаш потреба од графички дизајнер да ти спреми нешто. Ако идеме веќе во покомплицирани работи, што е лого, лого као лого, црно на бело и бело на црно, нели? По правилата за основи на графички дизајн, ако не си ги гледал видеата, после видеово имаш плейлиста цела кај што објаснувам убаво едно по едно што значи како значи. Црно на бело, бело на црно логото го гледаш скоро никогаш. Ретко. Треба логото да се направи, не знам, еве, тука е изгенерирано златно. Па ајде да му ставиме златна боја, да направиме златна фолија, некоја симулација. Значи, ајде да направиме златна фолијата, па сега со градиенти ќе си поиграме, па радијал бил, па чекај сега градиентот од тука вака, па не знам да го направиме малци елипсовиден ако треба. Не знам, што бе свашта тука, брат, ова AI е лудило. Нели, кога се спомне нешто AI, ја и многу од моите пријатели што сме дизајнери, редовно кажуваме дека ние постојано користиме AI. Ама AI е скратеницата Adobe Illustrator. Нели, и сите логоа што ги имаме направено на нас ни се во AI. Така да, ева втората причина. Тоест третата причина е ова, сакаш да направиш модификација, сакаш да ставиш фолија, сакаш да ставиш градиент да изгледа како фолија. Четврта причина или не знам више која стигна причина. Сакаш да печатиш кеси, хартиени кеси. Треба да се направи штанца, тоа е во следното видео што ќе искочи вторник 11 ноември. Значи држиме за збор вторник 11 ноември излегува второто видео за дизајн на пакување, основи на дизајн на пакување, во кое што баш се збори за печатење, типови на печатење, видови на печатење. Значи сето тоа се зборува таму. AI мислам дека скоро нема шанси да го направи баш кој што треба. Значи тоа треба да е буквално најпрецизниот цртеж за да излезе секој што треба. Плюс, еве сакаш да имаш златно штампана кеса, што изгледа многу ружно вака, искрен да бидам, а логото сакаш да биде исто едната боја од златото, на пример, сега тропам ова ама сакаш да има врз неа селективен лак. Не постои AI tool се уште не е направен AI tool кој што тебе ќе ти направи припрема за печат. Пак за тоа ти треба графички дизајнер. Еве, да скратиме, зашто веќе осеќам дека го тупам. AI го нема тој човечки осет за кога треба нешто да се направи. Значи секогаш постои опција за мискомуникација дизајнер-клиент. Секогаш постои опцијата. Значи колку и да било се кристално чисто напишано во брифот, дизајнерот да мисли дека се е направено како што треба според брифот, клиентот да има замислено едно во брифот, а усвари да кажува друго, тоа AI не може да го скапира. А ти како клиент, ја како дизајнер, ако имаме некое недоразбирање во поглед на работата на дизајнот, ќе се договориме дали со еден мејл, дали со една порака, дали со еден повик,
кафе, шо и да е. Значи ние ќе се договориме, слушај, ова вака и вака не го замислував, дали можеш да го направиш вака и вака или да си бркам работа, да си барам чаре. Ако можеш ќе кажеш да, извини, моја грешка или твоја грешка, заедничка грешка, не е битно кој е крив, битно е да се сработи. Може би треба да се нарече емпатија. Значи он гледа кецови и нули, него му е гајле. И ајде да сум и најлош дизајнер, и да си најлош клиент. Ке најдеме некој заеднички јазик, бар да се договориме дека не работиме заедно. Знаеш, со ова нема, ти вика yes, no, fuck off, don't fuck off и тоа е тоа. Второ, нели, кој што кажав, квалитетот, зашто ќе го користиш за една употреба за се. Сепак мора човечка рака да фати да го среди тоа, затоа што твојата визија не е само да имаш убава слика. Треба да се користи, треба да се стави на билборд, треба да се направи во позитив, треба да се направи негатив, треба да биде во пантон, треба да биде во фолија, што и да е. Било кој технички дел од графичката подготовка, AI уште не е способен да го направи тоа кој што треба. Кардинални грешки може да се прават и може да се гледаат тешки срања. Не знам, неве сега новата реклама на Coca-Cola пак е на пример со AI правена. Како лани имаше глупости, годинава пак има глупости. Ја немам изгледано, ама ќе изгледам и ќе зборим и за тоа. Еве имаше сега беа изборите, па видовме дека еден човек немаше нога на билбордот, сваќаш? Ама тоа е кога премногу се ослонуваш на AI, викаш он ќе направи се, па дури ни човеч колку не погледнува таму. Ме разбираш? Колку и да е брз, колку и да е добар, колку и да е, не знам, паметен, леле за секунда ми го реши проблемов, знаеш, пак треба ти да погледнеш, да отвориш очи, да уклучиш мозок или да се обратиш кај професионалец, дали бил дизајнер, дали бил илустратор, типограф, што и да е, да се обратиш кај професионалец кој што ќе ти помогне на тебе да го решиш твојот проблем. Компјутерот нема да ти го реши проблемот затоа што немој тоа работа, негова работа да input output. Човек веќе има да те сослуша, да те види, да бе мал тик да имаш на фацата дори ти презентирам лого, знам дека негде сум заебал работа и сега треба да се оправи. И за крај, што да ти кажам? AI е тука, AI планира да седи тука, нема да си оди, само ќе станува подобар. И кој што кажав, тоа е само алат. Ако ти сметаш дека со знаење на азбука, веќе си спремен да го работиш алатот, значи да станеш вајб програмер, вајб кодер, или да станеш графички дизајнер или илустратор или што и да е, тука многу си се заебал. Значи премногу дупки има. Рачунај дека уште е во рани стази, тоа се уште учи, иако порано го имаше и таму 2015-2016. Machine learning го викавме тоа што работевме со AWS сервери, со глупости, со едно со друго. После могла да AI за да биде по мангупски, selling pointот е AI, иначе machine learning. Тој таму некој сервер огромен, невиден, учи од секој инпут што му го даваме ние. Изгора на тоа му даваме и пари понека за да правиме, не знам, со Сора што беше, катастрофа. Сам Логан Пол, fucking стокомак. Си ги трошите, мислам сега смешно, ама да, си ги трошите парите на глупости, на тие кредитите и токени, како и да се викаат, наместо да ги искористиш за нешто паметно е да научиш нешто добро. Со AI, ја од AI многу учам. Фала ти што беше тука, фала ти Варикина за темата. Баш така, цел ден ја мислам овакво, иако логото не излезе на крај од GPT, зашо не му се работеше, бе брат. Како беше, има креативен блок. Матер му ебаме. Фала ви што гледавте. Извинете пак што малце ме немаше еден период. Лайк, шер, subscribe, Patreon, membership. Пиши на Discord, Discord немам уклучено одамна. Фак. Шо викате секоја сабота лайв на YouTube, си седиме, си правиме муабет на чет, кафе, пиво, кој што сака. Така сега ќе стане времето срање. Може од сабајле па пладне, може цел ден, ќе работиме нешто заедно. Кажи у коментар, пиши на Discord и тоа е тоа. Се гледаме. Љуби брат.